Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода. Од Марија, колку литри вода треба да внесува еден 15 годишен тинејџер и колку часа неделно треба да одвојува за трчање? Марија, нема формула за тоа колку литри на вода според годините и возраста треба да се внесува. Значи, Светска здравствена организација има јасно дефиниран план како тоа треба да изгледа. Најчесто се врзуваат литрите на вода според килажата која што моментално ја имаш. Ако значи на 25 килограми телесна маса доаѓа литар вода, така да без разлика дали си 15, 25 или 50 години, значи ако си 50 килограми, тогаш треба да пиеш 2 литра вода дневно. Ако си 75 килограми, треба да пиеш 3 литра дневно. Така да тоа е повеќе според килажата отколку што е според твојата возраст. Значи не е битно уопште возраста, важно е да на 25 килограми телесна маса литар вода. Колку часа неделно треба да одвојува за трчање? Зависи што сакаш да постигнеш. Ако повторно нема формула колку часа треба. Значи пак е до твојата цел, ако целта ти е значи важно е да го одржиш во континуитет. Тоа е клучното прашање. Луѓето знаеш бараат најчесто колку треба кои се трите вежби или колку време да правам стомачни за да излеза стомачните. Значи се работи исклучиво луѓе за континуитет, нема колку време треба да трчам, затоа што ти и во 15 минути вежбање можеш да потрошиш еден куп калории ако направиш некој високо интензивен тренинг со измешани и кардио и тежини, кој што е кросфит, да речеме, кросфит у 15 минути можеш да се распаднеш буквално, така да не се работи у тоа колку време ти треба да посветуваш на трчање, туку и да посветуваш пола сат, прави го секој ден, прави го цела година и ќе имаш резултати.